оротокопачка во црквата Свети Јован Опсечен кај Штет Златко Давидковски во Режановци на прославата во чест на Исус Христос, застана во мене здивот и сетив дека се работи за нешто големо, за нешто што е дадено од Бог. Сетив и голема сила, Божја сила која слегуваше и играше со играорците. Тие играат со посвета, со страст. Духот Божји ги допира и сеќавате дека Светиот Дух слегува и игра со нив. Тоа е едно од оние богодарувани ора од македонската антика, од долгогодишното повеќе милениумско трајање на македонската култура за слава на Бога, во која доминира една метричка стапка дактил, рам-пам-пам, рам-пам-пам, инаку својствена за македонскиот современ јазик, со кој почнува речиси секоја современа поезија и се играат највредните, така да речам, највпечатливите македонски ора, како и тешкото. И дактилот е посведочен како метричка стапка за замеѓување и одмеѓување. Познато е во митологијата левите и десните дактили. Едните биле за одмеѓување, а другите за замеѓување, односно за одврзување и врзување. Односно имали и она исцелителна, божествена нитка на ритамот и на стапката. И затоа не е случајно што македонскиот фолклор е толку богат, бидејќи традицијата да се игра, да се пее за Бог, да се слави Бог е нешто што е секојдневие во Македонија. Иако денеска во естрадното пеење или во афирмативното, себеафирмативното пеење се губи таа врска со Бог, секогаш Господ дава уметници, крстени во Свети Дух, допрени, кои ја враќаат боженствената и свештената сила на тоа македонско оро. Науката го нарекува аграрно, но тоа е всушност обредно духовно оро и за мене, како еден човек што ги истражуваше обредите и бидејќи докторирав на темата од обред до театар, повеќе од 10-15 години ги истражувам обредните форми и живите обредни форми во македонската култура, можам да посведочам дека се работи за духовно оро, односно за обредно оро во кое е и суштински покана, повик Господ да слезе и да игра со нас. Посведочено и на Кокинското светилиште, папокот на светот, Хиерос Гамос, така наречен свет брак, небесен отец, да оплоди земна мајка, за да се роди Богот човекот. Понатаму тој продолжува во античкиот македонски театар, каде Еврипид го поканувал Господ во неговиот принцип Deus en machina да игра со нас и да ја заврши представата, сето она што го играме на сцената, и се повторува во светиот брак Теос, односно Дзеус, ја оплодува Семела, земната мајка, и го раѓа детето Дионис, Богот човекот. И денеска го живееме во кога Отецот Небесен, слава му на Бога, го испрати Исус Христа Месијата, се овоплоти преку Светиот Дух безсемено кај Богородица, кај Марија, и го имаме и го живееме Исус Христовото спасение. Значи, тоа е оро која го носи дактилот, значи потврдена стапка дарувана од Бог, кое не подсетува дека уметноста и славењето на Бог и дарбите што ни се дадени да го прославиме Бога, да му благодариме денеска на Исуса Христа, што ја сочувал Македонија, што го испратил апостолот Павле за да го шириме Светото Евангелие и да се подсетиме што вели во Светото Писмо за благодата дадена на црквите македонски. А секој од нас е црква, зашто човекот не е создаден само од тело, туку тој е овоплотен преку Дух Божји, значи и го создаде Господ Бог човекот од Дух Божји, му дувна во душата Дух Божји и го создаде по образот Божји го создаде, за да се подсетиме на тој Божји образ. И не е случајна македонската култура, и не се случајно сите овие македонски негирања на таа култура. На некој начин тоа е негирање на Бог, на Отецот,
и на неговиот син Исус Христос. И секој од вас, македонци мои, треба да избере страната на Армагедонската битка. Исус Христос е жив, потврда и ова оро, ова метричка стапка и македонската духовно-народна култура. Слава му на Бога!
И тапанот суштински е звучен повик кој се става на земјата и се удира на него, звучен повик да слезе Отецот, нели? Тој поаѓа од земниот принцип, удира, и потоа во еден миг тапанот се надкрева, се крева од земјата, нели? Тапанџијата го крева кон небесата. Значи, тоа е повик за крштение. Тоа е повик да се јави Отецот Небесен, да испрати Месија, да испрати Спасител, да не крсти во Дух Свети, да не подсети дека сме светлина, да ни го покаже патот за да врвиме каде што треба. И затоа, македонци, вие имате одговорност кон Бог, кон Отецот и кон Неговиот Син Исус Христос, кој ви ја дарувал таа култура за Него да го прославите. Не да се славите сами себе, не да се себе обожувате, туку да се сетите дека еден ден секој од нас ќе се појави пред Бога. Дека еден ден секој од нас ќе одговара за секој изговорен збор, за секоја постапка. И затоа ние треба да му бидеме благодарни што Бог ја сочувал Македонија. И покрај сите негирања, и покрај сите притисоци, оти ние им простивме на сите што не негираа, најпрви на нашите соседи. Ние денеска зборуваме за принципот да се игра за Бог, да се надпреваруваме со културата, како што е ова оро копачка, како што се македонските носи, како што се македонските обреди и како што апостолот Павле го сонуваше македонецот во познатиот стих: "Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни." По тоа видение, ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. И затоа не треба да се плашиме. Ако Господ е со нас, тогаш кој е против нас? Треба да се го избереме Исус Христос за Спасител, да го повикаме Исус Христос да ја спаси Македонија, бидејќи запишано е во Армакедонската битка и во Евангелието за благодата Божја дадена на црквите македонски, а Исус Христос е победникот на светот. Со Него ни е отворен патот кон Божјото царство на небесата. Македонци мои, браќа и сестри, бидете благословени, пејте ги и играјте ги ората, како и ова обредно богодарувана орокопачка, но не заборавајте дека тоа ни е дар од Бога, но и обврска да се сетиме, да го шириме светото Евангелие и да го славиме Исуса Христа, Спасителот. Амин. Слава му на Бога. Мир вам. Алелуја. Амин.